Почитувани гледачи, добар ден. Трагедијата од Кочани и пожарот во Пулс не затекна сите, а најмногу државните органи. Во обвинението по синџирна одговорност за оваа несреќа, меѓу другите опфатени се и екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување, тоа се лицата Шабан Салиу, Аднан Џаферовски, Беки Максути и Џеват Селами. А според обвинението, директорите од 2012 година не распоредиле инспектор за заштита и спасување во Кочани. Тука со нас е Шабан Салиу. Вие сте доста актуелен во последно време. Да. Добар ден и добре дојавте во Слободен печат. Добар ден на вас, добар ден на гледачите на вашата телевизија. Се надевам че разговараме нешто да објасниме и по-конкретно околу состојбата. Ја прв пат присуствувам вака јавно во една емисија во врска со овој случај и би сакал да си ја кажете вашата. Апсолутно. Секако дека ќе ви овозможиме, нели, да кажете веројатно дел од вашата одбрана, иако тоа нормално на суд се прави, не во студио. Кажете ни, Салиу, зошто не сте распоредили инспектор во Кочани? Вака, јас на почетокот сакам Тоа во 2012 година. Да го израза моето жалење за починатите млади девојчиња и момчиња во кабарето Пулс. Секако сочувство и на родителите во врска со овој немил настан, овој случај. Значи, јас бев директор на Дирекцијата за заштита и спасување од 2008 година до 2017 година. Кога дојдов како директор во Дирекцијата за заштита и спасување, се запознав, тогаш беше со едно оделение од инспекцијски надзор. Значи, според систематизацијата требаше да има околу 55 инспектори. Меѓутоа, мислам дека со моето доаѓање имаше околу 30-31 инспектор. Некаде 2012 година инспекторот од Кочани замина во пензија и не само во Кочани, и во други општини немаше инспектори, нели? Значи, ние имаме побарано парични средства преку Министерството за финансии, односно владата, каде што може да се добијат средства и да се вработи или прераспореди и така натаму. Меѓутоа, тоа време посебно беше време на неколку 2012, мислам, имаше избори 2014, 2015 година, шарената револуција, 2017, нели, она што се случија како настани, тешко се доаѓаше. И денеска мислам дека исто, кога се бара пари за вработување и така натаму, тешко се случува. Меѓутоа, она што сакам да го потенцирам, значи, апсолутно нема никаква врска со немање инспектор во општина Кочани, во нашата подрачна единица каде што имаше вработени, дека е тоа причина за пожарот. Значи, и да имаше инспектор, значи одговорно тврдам и јас, и многу експерти тоа може да го потврдат, дека ќе се случеше тој пожар. Тој пожар не е причина за тоа што немал инспектор вработен. Значи, тој пожар е тоа така? Причината е поради превземање на одредени кривични делувања од страна на многу структури во овај дел. Значи, прво, самиот објект беше дивоградба за нас, неправилно организиран од сите аспекти. До Дирекцијата за заштита и спасување немаше воопшто поднесен никаков акт за добивање на мислење, односно согласност. Значи, тој воопшто не се обратил до таа агенција како сте биле вие директор? Апсолутно. Собственикот и управителот на тој објект не поднесе никаков документ. Тоа ми го потврдува и државниот јавен обвинител на неговата пресконференција, кој го имаме како снимак. Он кажува дека до Дирекцијата за заштита и спасување не е поднесено, не е запозната, не е поднесено никаков документар. Од тој момент, со неговиот исказ, ние, директорите во Дирекцијата за заштита и спасување, апсолутно треба да бидеме офатени со на ослободување, каде што ослободија и други директори од Државниот пазарен инспекторат. Нели? И таму имаше директори во пазарниот инспекторат, ама имаше инспектори.
Таму државниот јавен обвинител исто потврдува дека според Законот за инспекцијски надзор надлежноста е кај инспекторите, а не е кај директорите на државниот пазарен инспекторат. Инспектор. Да, само да го појаснам ова. Значи, согласно член 11 од Законот за инспекцијски надзор, значи инспекторот е самостоен и независен во извршувањето на своите работни задачи, права и обврски и така натаму. Значи, ниеден директор не може да се меша. Тоа го прифатил во државниот јавен обвинител и ги ослободил директорите на пазарниот инспекторат. А кај нас и ние имаме инспектори, по истиот начин конституирани, значи имаме и генерален инспектор, генералниот инспектор исто е обвинет во овој случај, меѓутоа директорите не се ослободени. Тоест не ние директорите, и јас и уште тројца кои дојдоа после мене. После мене дојдоа тројца директори. Значи, исклучива надлежност во инспектирањето на действијата во поглед на Законот за заштита и спасување и оние одредби што се во Законот за инспекцијски надзор е на генералниот инспектор и инспекторите кои ги има. Инспектори како во управна постапка и начин кои действуваат има во државниот инспектор, во државниот пазарен инспекторат и кај нас. Меѓутоа, таму ги ослободиле директорите, во дирекцијата за заштита и спасување се обвинети. Меѓутоа, кога зборуваме за обвинението, бидејќи многу често се злоупотребува и од страна на новинарите, се уште немам правосилно обвинение, бидејќи обвинението во законски определениот рок, јас со моите адвокати го имаме поднесено приговор. Приговорот ќе се решава во наредниот период и очекувам токму тука судските органи да испитат вистината, да влезат подлабоко во правните состојби на овај предмет и да донесат секако. Очекувам ослободителна пресуда. Очекувате самото обвинение да уште во овој период пред да почне судењето вие да бидете Апсолутно да. Јас требаше и во претходните овие директори со државниот пазарен инспекторат што се ослободени и тука требаше да бидеме ослободени. Се зборува за некој каузална причинска последична врска на случајот. Значи, јас не бев директор на денот на настанувањето на пожарот. Значи, пожарот ќе настанеше. Зашто? Вие сите знаете и гледавте по клиповите како незаконски и неправилно и несоодветно се употребени оние пиротехнички материјали, нели? И со помош на тоа настана пожарот. Значи, ние не сме имале никаква обврска да инспектираме. Ниту сум ја лично као Шабан Салио, верувам и другите, воопшто не знае, не е до нас поднесен документ кој мора да постои. Тоа го поднесува општината, може и инвеститорот. Значи, они треба да достават до нас елаборат, на тој елаборат дирекцијата, инспекторите во дирекцијата за заштита и спасување даваат свое мислење. Ниту влегол документ кај нас, ниту излегол. Значи, затоа тврдам дека не е поднесено ништо до таа агенција, апсолутно, за да вие можете да извршите. И државниот јавен обвинител го посочува тоа дека вината била што кај нас не е поднесено тоа и тоа. Добро. Значи, вие не чувствувате вина и очекувате, нели, набргу да дојде до ослободителна пресуда. Сега, дали затоа не поднесувате оставка од морални причини, тоа го велат многумина, на вашата сегашна функција, тоа е, нели, вие сте министер без ресор во владата на Христијан Мицкоски. Вака, прво, предметот, ја лично моје мислење, бидејќи сум бил многу години адвокат, правник цел живот, значи, прво, треба да се почитува општата презумпција на невиност, начелото на невиност во презумпцијата, нели? Се додека нема правосилна пресуда, се додека обвинетиот не добие во судска постапка правосилна пресуда, е невино. Значи, може да биде ослободено и така натаму. Ја лично, као Шабан Салио, апсолутно не чувствувам вина таква, дека сум го сторил делото.
ќе го докажам моето право во судски постапки, не сакав да зборувам на друг начин, да кажувам. Значи, сигурно ќе ми биде овозможено тоа право. Ја нон-стоп сум рекол дека верувам во системот, правосудниот систем, верувам без разлика и ова што се случува, мислам дека сум колатерална. Сега да каже дека нема потреба да даете оставка? Зашто да дам оставка? Ја не сум осуден. Значи има Добре, друго право. например, Татјана Димитровска поднесе оставка, не беше, таа е само вината, нели, за корупција во ДКСК, но поднесе оставка под притисок на јавноста, по морална одговорност. Двата случаја се диаметрално спротивставени во поглед на фактите и така натаму. Мојата оставка во овој случај ќе значи дека имам и вина. Значи, она што бев притворен ја, пак зборувам, незаконски, неправилно, нечовечки, неморално и така натаму, бидејќи немам сторено никакво дело, е во суштина една осуда за мене лично. И прашањата зошто бев притворен и образложенијата биле дека ќе има можности да побегнам, да влијам врз сведоци и така натаму. Значи, ја не сум таа личност што би побегнал и да го земам, и да го земам теретот на самиот предмет дека сум виновен и сум избегал. Они кои ме побараа, ја не бев во Скопје, им кажав за 1 час и 30 минути ќе дојдам во полиција и не е проблем никако. Паника тогаш имаше полицијата, обвинителството, не знам што. Ја истиот момент се јавив на мојот син и кажав дека јас ќе одам во притвор, спремајте ствари. Јас знаев дека ќе одам во притвор ради самата акција кои беа повикани и другите и доброволно отидов во полиција и течеше постапката каква што беше. Меѓутоа, и тука одговорно тврдам дека са одбрани лицата, на некој начин има селективна правда и самиот кај мене ефективен притвор, а кај некој домашен притвор и така натаму. Зборувам као директор, значи не зборувам као министер. Без разлика. Зошто тврдам дека ќе падне ова обвинение? Дека членот 288 и членот 292 од кривичниот закон не може тука да се применат. Ова е некое измислено кривично дело кој нема врска со нашата одговорност. Не само ја, и многу други директори ќе бидат ослободени во оваа постапка. Одговорно тврдам, кога ќе се случи истото, ќе се видиме повторно. Се надевам дека ќе ме повикате во оваа емисија и ова кривично дело не постои во законот. Ова е измислено, надувано кривично дело со некоја каузалност која воопшто не постои. Пример, за да има некоја основа, ме поврзуваат мене времето кога јас сум бил од некогаш 2008 во обвинението го има до 2017, некогаш 2012 со 2017 година. После доаѓа другото обвинение, односно другиот директор, на другиот директор, кој воопшто не го познавам. Значи, одговорно тврдам, ниту сме контактирале, ниту сме разговарале, Аднан Џаферовски, потоа доаѓа Беким, со кого никогаш не сме се слушнале, односно не сме се виделе, уште повеќе, со првиот барем предаја направивме со Бекин, никако. И самото обвинение измислува некои нови можности кои не постои во кривичниот закон, новај каузалитет. Пример, таа причинско-последична врска вика заедно сите се договориле и го сториле делото. Ние никогаш не сме биле заедно, нели? Ниту во времето. Значи тоа дело подразбира дека вие сите заедно сте нешто сте направили, не сте направили и тоа организирале. Така е. А вие не сте работеле заедно. Апсолутно. Самите наши мандати кои по мојот мандат истекуваше, мислам дека беше некаде август, 3-8 август 2017 година, дојде Аднан Џаферовски тоа време. Значи, ја немам никаква врска, ниту тие со мене. И условно да кажеме дека постои таа врска, кај е објективната и субјективната одговорност тука. Значи,
нема апсолутно никаква организација ваму за да стори едно такво дело. А каде са другите директори? Ја мислам дека ова е само моето притварање и ова што се случуваше околу мене да се оправда некои состојби во државата. Значи и да се амнестира некои други личности. Државата, вие сте дел од власта. Не, мислам дека не сакам апсолутно обвинителството прави дело од нешто сака да измисли, некое дело кое не постои, одговорно тврдам во законот вакво дело и не е можно да се докаже, бидејќи во постапката докажува јавното обвинителство. Повторно ви кажувам, ние го имаме и снимано и сечокот во оригинал на некој начин, тоа што државниот јавен обвинител кажуваше дека до дирекцијата не е поднесена, кажа дека директорите на пазарниот инспекторат се ослободени, член 11 максимално важи. Не знам дали сте правник, меѓутоа правник, секој правник ќе разбере дека не може еден закон, еден член да важи за одредено лице и по таа основа тие директори да бидат ослободени, а за нас тој закон, односно член, да не важи. Многу е јасен инспекцијскиот совет вас се обвинува дека не сте поставиле вработен таму. Па не, ја ви објаснам каква е ситуацијата. И не ја, и за другите тоа го тврдат. Повторно ви кажав, вработен, нема дирекцијата, не вработува, значи тие услуги ги дава државата, односно во конкретниот случај можности и согласности државата. Толку години не се вработил ни еден инспектор? Ни еден до денеска не е вработен. Значи и претходните директори имале таков, оние што дошле после мене, мислам дека еден кој ме замена мене, мислам дека двајца инспектори има вработено. Ниту еден друг. Ама не во Кочани, за моје општо ви кажувам, општо. Што не даваат пари за тоа? Ви кажувам, немаше шанса за мојот мандат, колку траеше таму, колку години, ниту едно лице ја немам вработено со помош на државата и така натаку. Имам некои вработување со средно образование, али преку рамковниот договор, односно после генералниот секретар. Не можеш инспектор, не се вработува тек така, инспектор се прави. Таму има испити, можности како се формира, работно искуство, категории, така натаму. Потоа, ова не е моја надлежност. Значи, според законот за инспекцијски надзор, целокупната надлежност во врска со инспекторите е надлежност на генералниот инспектор. Генералниот инспектор го спрема и годишниот план, шестомесечниот и едномесечниот план. Он иде на терен со неговите инспектори, односно структурата која ја има, и не само во Скопје. Генералниот инспектор, ние знам дека дававме средства одредени за да можат да патуваат и во градовите каде што немаше инспектори. Значи, целокупниот инспекцијски надзор е одговорност на генералниот инспектор. Значи, тоа не беше моја работа. За мојата работа, веќе кога сум во емисијата, сакам да потенцирам дека ја бев еден од најдобрите, не еден, да скромно да кажам, али не можам да го избегнам тоа, број еден бев, као директор. Сите вработени тоа го знаат, и оние кои ме слушаат, и оние кои што са во пензија. Јас сум Шабан Салију, директорот, кој дирекцијата ја внеси во институциите на Европската Унија, механизмот на цивилната заштита, и можда бевме единствена институција што влезе во такви структури. Потоа за мојата работа имам многу пофалници, награди и имам орден на честа за заслуги во работата на цивилната заштита, која го имам добиено 2015 година кај Триумфалната порта, кај имаше амбасадори, министри и така натаму од Република Русија. Значи, без разлика, мојата работа сите ја знаат, и јас сум бил професионалец, одговорен со сите нишани. Сега, не можеме да измислиме кривично дело
и незаконски, непостоечки објект, ви кажувам. Значи, и сега, она што се тврди, дека објект, апсолутно, никогаш не било регулирано. И она која викате за пожарот, тука пожарите не ги прават инспекторите или ги штитат пожарите, значи таму друго направи пожарот. Таму знаете и таму јавноста треба да знае и нормално и родителите и сите. Значи се направени многу кривични дела од други структури кои не сакам во овој момент ја да ги говорам. Пример, немало лиценца, немало употребна дозвола, фалсификати, елаборати и така натаму. Повторно кажувам на јавноста, во дирекцијата не влезе никаков документ, барање за да дадеме согласност или мислења, а ние даваме, која ќе влези во дирекцијата, тоа службите наши, ние имавме 35 подрачни, ја не сум директор веќе, 35 подрачни единици и во тие 35 подрачни единици се даваат тие согласности на елаборатите, на инвеститорите и така. Овде немало барање. Овде ништо не влегло. Овај објект бил фантом објект. И не знам како сите оделе, посетувале, дури и некои политички гарнитури, структури прославувале ваму таму. Она сега све се отвори, нели? И срамота е пропустите кои ги има, не сакам со име да ги именувам, некои други државни структури тоа време, и да се става, да се прави каузалитет, поврзаност на тоа дело. 2017 година, знаете вие протестите, како беше во државата, лошо, немаше ни шанси нешто да се направи, и да ме поврзува мене со настан од 2025 година, 16 март. Значи, ќе се докажи тоа, али треба некој да одговара после тоа дупло од ова што го прави. Што ве обвинува? Па, апсолутно да. Не можеш ти без докази да поведиш постапка и да затвараш луѓе, после тие луѓе ќе си бараат оштета, нели? Го оштетуваш буџетот. Ќе видиме како ќе се води постапката. Значи, во овој момент не би можел да кажам, мене не ми дошло на овој начин во една ваква ситуација, од еден ваков случај, не ми е паметот на таа оштета. Ова што сакам само да се докажи правдата, да се донесе вистинска одлука, која ќе ги одразува вистинските состојби, кој го сторил делото, зошто се случило делото и така. Смешно е да некој зборува за инспектор немало или вработе немало и така натаму. Значи, подрачната единица обстојуваше, си работеше. И сега има ни државата многу подрачни единици каде нема инспектори, ама пожар не се случило. Што значи тоа? И ако после 10 години се случи пожар, повторно Шабан Салиев ќе биде крив. Значи, си има тука правила, има закони. 2017 јас сум заминат, се смена власта, нели, разрешен, бев задржан. 2016 требаше да одам, али ради мојата професионалност, тоа го слушаат и министрите на СДСМ, со кои разговаравме, да останам и разговарав со представници од власта со која бев во коалицијата, дали да останам како директор, треба да работам. Ми рекла, се работи за нашата држава, да ги браниме шумите, нашето природно богатство, и мене ме задржаа до август месец, требаше да одам можеби една година порано. Значи, ја повторно тврдам, сум професионалист во оваа област, ја имам докторирано на оваа проблематика, со многу награди, научни трудови и книги. Се до мојата појава као Шабан Салиев во нашата држава, тешко можеше да се најде книга и од областа на заштитата и спасувањето. Автор сум на 4 книги во таа проблематика и околу 24 научни труда. Единствено што очекувам од овој случај, и новинарите и медиумите секако, да бидат трпеливи, да не ја силат правдата во смисол што се случува. Обвинија за користење на службено возило за приватни цели. Токму и тоа добро прашање. Значи, можда сум еден од неколкуте министри што одат редовно на работа и цел ден, во смисол, може имаат други активности. Јас сум секој ден на работа и сатот не го гледам.
одам од 8 сато, тоа може да го потврдат и камерите и возачите кои ме носат така. Законски мене ми припаѓа возач со возило кој ќе ме зема од дома, ќе ме носи на работа, да можам да ги вршам секојдневните активности и така натаму. Значи, судот ми е попратна дестинација мене. Кога одам од дома, ме зема возачот, се пријавувам, зашто законска обврска ми е тоа и од тука се продолжуваме на работа. Можда 1 километар, 2 километри има до судот, нели? И од владата до судот, да кажам, од прилика зборувам. И сега јас не можам да одам на работа, па да се вратам со возачот да ме врати дома, па да земам колата моја, ја имам моје возило, па со моето возило пак да одам во судот, пак од судот пак да одам дома, па пак возачот да дојде. Тоа е навистина и непотребно губење и некои други работи. За мене не ми е важно дали ќе воза моје возило и други, меѓутоа имало функционери порано, знаете вие, кои ги наоѓале по одмори со службени коли, оделе по други држави од Скопје низ другите држави и во Србија и во Косово со музики, со државни коли и така нама. Шабан Салију во рамките на моите можности за да имам повеќе време за работа, отишол неколку пати се пријавил во судот. Па што ако сум се пријавил? Шабан Салију, ви благодарам што бевте гостин Слободен печат. Се надам дека, како што велите, нели ќе успеете да ја докажете. Јас сум сигурен, нека ме слушаат и судските органи, јас сум сигурен дека ќе се докаже. Ако имаме правна држава, владење на правото, кој е еден основен услов за Македонија да влезе во овие пристапни преговори и така натаму. Не можеме со вакво свуство, да не зборувам уште полошо, да влеземе во ЕУ. Како е можно? Сега, тоа е више друга тема. Не, зборувам друго. Како е можно за непостоечки објект да се дигни друга джева да одговара луѓе кои не се ни криви, ни виновни. Повторно ви кажувам, одговорно тврдам, ваква каузалност поврзано на ова дело, на овие членови 288 со 292, таков член нема во законот. Ова е измислено дело. Срамота е тој што ќе го брани ова дело и така натака. Значи, треба побрзо да се види вистината, да се расчисти со луѓето. 34 беа 60 кусуро винети, им се прави штета, што вика мојот адвокат, се прави и обесно судење. Значи, нешто да докажуваме што не постои. Тоа прави штета лично на мене, као Шабан Салију, и затоа Шабан Салију вика, зашто јас сега да дам оставка, утре да ме ослободат? Кој ќе ја плати штетата на тоа? И јас сум министер без ресурс за интеграција на ромите, за спроведување на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030 година. Со моето неприсуство на таа работа 32 изгуби најсиромашната заедница, најнеобразованата заедница. И секогаш на сите мои меѓународни конференции сум присуствувал каде што посебно беше Македонија пофалувана во поглед, еве има ром министер, со големо изненадување, можда и во светот сум ром министер. И сега, што се руши? Се руши најслабата гранка во една држава и најлесно беше со Шабан Салију да се пресмета. Меѓутоа, јас сум благодарен на крајот да кажам на почита кој го имам од мојот народ. Поддршката и од сите останати кои на улица, каде што ќе се сретнам или во продавница, сите ме поддржуваат храбро. Ова е некоја игра, нешто се прави што не е во ред и по правнен основи, морален основи, така натаму. И така е во случај. Вие сите знаете, и сите што ме слушаат, знаат. Ја никогаш од родителите не сум нападнат за као Шабан Салију, као што са некои други нападнати. Ниту од опозицијската СДСМ. Ја не сретнава во медиумите да кој ве напаѓа? Вашите коалициски партнери ве напаѓаат? Па не. Конкретно сум еве, они слушаат од Левица, од Инфомакс и така натаму. Меѓутоа,
ја као правник, долгогодишен правник, цел живот правник, сигурен сум во слободата моја, а и слободата на другите директори. Благодарен сум на моите адвокати. Преку нашата одбрана ќе ослободиме многу луѓе. Преку она што го работиме и со приговорот, ќе ги ослободиме повеќе луѓе. Ќе докажеме дека обвинителството нема основ во обвинението. Значи, неодржливо е, многу едноставно. Еве, да не ви одземам од времето, на крајот сакам да кажам само повторно. Не постои вакво кривично дело во закон. Ово е измислено кривично дело со цел да прави некој опис, да добијат можност да обвинат некој кој не сториле дело и така нам. Се знае кои се криви, ја не сакам да бидам судија, да во оваа емисија да зборувам против тие што направиле кривични дела во своите действувања, меѓутоа повторно ќе кажам, ја верувам во судството, ќе ги најдат тие. Зашто милион незаконски работи, едно море од работи има, кои направиле прекршоци, кривични дела, злоупотреби, фалсификати, многу смешни фалсификати има. Дури на прозор елаборат ставен и цртан со некој стар, само смене датумот и подписот. Значи, нашата држава не можеме да мора да го открие тоа. Да. Дела се било фалсификат. Апсолутно, знаеле со години. Со години знаеле и таму се злоупотребувале младите со некои средства недолични и така натаму, се пуштало во објектот, кој ќе стигне, како стигне, дали има 12 години, дали 13, 14 и на неколку метри полицијата таму не можела да открие дека незаконски или овие инспекциите, пазарната инспекција. Ја имам податоци дека инспектори влегле во тој објект и последното она што го слушнавме на медиум, слушнав во една директорка, она кажа дека изрекле некоја забрана, ама погрешно изречена забраната, наместо да се затвори овај пулс, тој имал паралелно како фирма и некој кафич го затвориле кафичот. За тоа ли сум крив? Ако беше затворено објектот, немаше да постои. И полицијата можеше да го затвори, и инспекторите можеа да го затворат, и треба да се затворат тие сите што направиле кривично дело. Не да пеналиме некого, да казнуваме некого кој апсолутно нема врска со случајот. Ова е измислена, конструирана некоја обвинение, сето со намера да направи кај родителите или кај другите некоја фасцинантна, сензационална вест, дека затворила и министер, голема работа, го затвориле Шабан Салију. Да имав ја некоја друга подршка, да имав 5 пратеници или 7 пратеници, ќе видите дали мене некој ќе ме затвореше. И од друга страна, ја ги замолувам новинарите да бидат објективни, да бидат коректни и да, кога ги повикувам и за некои настани во врска, убиле ром, некој претепале ром, направиле некоја страшна неправда према ромската заедница, и тогаш да бидат агилни, а не да ме чекаат, да ме кај одам ја, да ме сликаат, да мислам дека некои терористи ме напаѓаат. Јас сум ипак јавна личност, јас сум ипак министер. Значи, треба да има еснафлук и во самиот начин на действување на сите кои си ги вршиме нашите работи. Благодарам. Благодарам и ја на вас. Почитувани гледачи, вие останете со Слободен печат.